Со окупацијата на Македонија, со фашистите, тоаш бугарските фашисти, не окупира, затоа што тие се приклучија на Хитлер. И тие прават зулуми с Македонија, то никој не може да го каже дека не е така, значи убива млади и слично, без разлика што тие сакат да бидеме ние администратори, ние не се тие администратори, него се тие окупатори, затоа што го префатија фашизмот, не лошото нешто, звечкањето на оружјето. Денеска ние треба да се сеќаваме, а и помлади и постари генерации, на тој датум, а и понатака тој датум да не испадне од нашите сеќавања, затоа што тоа е прв пат една организирана група на патриоти македонски, во кој имаше студенти, средношколци, учествува во еден напад во Прилеп и го дадо гласот преку оружјето, преку пушката. Со тоа почнаме да кажеме на светот дека и ние влегуваме во борбата против фашизмот, се приклучиме на сите антифашисти. Ние имаме млади луѓе, како јас идеолог го вика Кузман Јосифовски Пито, кој стварно е многу заслужен за оваа држава, кој стварно организационо и војнички, политички поткован човек, па и други, да кажеме, Сашо Пинџури, да не набројуваме други луѓе. Значи ги имаше голем број на луѓе, а и народот крена, самиот народ се освести, мислата нивна беше да имаме сопствена држава. Искрено да ви кажам, ние после 90 година, јас во боречката организација сум од мал, па ние ги избиравме спомениците, бистите, беа расфрлани, раскршени, а зашто тако нешто се случеше, не знам, ја не може да си дам објаснување, ни пак може да каже некој објаснување каков зулум се направи на тие млади луѓе, 18 годишни, 20, кои се втемелија во државата, кои се втемелија во темелите на Македонија во градење, го дадо својот живот, нивната крв и нивните коски се темели на оваа држава што е на денес. Нивните апетити секогаш е ова парче земја што доби држава, државотворност, сакат да го нема нас како македонци, да не нема, да се поништи историјата, затоа што историјата подруго кажува, ако се отвори таа историјата не е само во Македонија и Бугарија, па има во Австрија, во Англија, па турските архиви ако се отворат, ќе се докаже дека не е тоа така што бугарите барат кај нас. Ние мора да се соочиме со светот, затоа толку појде техниката и науката напред. Нас ни треба сега писмен свет, нас ни треба писмен подмладен. Ние треба тука да се такмичиме и со соседи, и со држави, и Европа, па и во цел глобален свет. Само на тој начин, а да ја црпиме храброста, љубовта, патриотизмот од тие млади луѓе што се сакале тогаш Македонија и кои се бореле и гинеле за Македонија.